Амбасадата на САД во соработка со Црвениот крст на град Скопје ќе биде домаќин на 5-та годишна крводарителна акција и акција за донирање храна, која ќе се одржи утре. Прием на донациите од 10:30 до 16 часот пред амбасадата на САД. Ова е веста со која ги започнуваме денешните урбани вести. Гледајте на. Дали советниците на град Скопје ќе се согласат за бесплатен превоз на студенти? Клиниката за детски болести доби апарат за ултразвучен преглед. Поголема заштита на лични податоци при обработка на биометриски податоци. Започна турнирот во мал фудбал 8 септември во населбата Триангла. Заврши турнирот во мал фудбал Љубанци 2013. До моментот на подготовка на прилогот, скопските студенти од 1 октомври годинава најверојатно ќе добијат бесплатен градски превоз. Доколку се воведе, би траел се до 20 јуни, а ќе важи во период од 8 до 21 часот. Во сите денови, освен во недела и за време на државните празници. Оваа иницијатива беше предложена на денешната седница на Совет на град Скопје, која се уште чека одобрение од советниците. Ивана Митковска. Имајќи во предвид потребата за ублажување на нарушениот студентски стандард, советниците на град Скопје од Сојузот за иднината поттикнаа усвојување на иницијативата за воведување на бесплатен автобуски превоз за студентите во градот Скопје. Бесплатниот автобуски превоз е предвидено да се воведе од 1 октомври, а би траел се до 30 јуни. Ќе важи во периодот од 8 до 21 часот во сите денови, освен во недела и за време на државните празници. Штувани за еден позитивен пристап, позитивен предлог кој што е насочен кон подобрување на условите за живење и работа на сите студенти. Очекуваме дека покрај советниците од опозицијата таа ќе биде изгласана и поддржана и од представниците на власта. Сите политички субјекти застапени во градот Скопје ќе покажат дека навистина се грижат за интересите на студентската популација која представува иднина на државата. Доколку оваа иницијатива биде изгласана, тоа ќе значи подобрување на условите на живење на студентите, а воедно сите политички субјекти ќе покажат дека навистина се грижат за интересите на студентската популација, потенцираше советникот Зоран Шапорик на денешната 9-та седница на Советот на град Скопје. Од друга страна пак дел од советниците во градот Скопје од владеачката партија неофицијално изјавија дека воведувањето на бесплатен градски превоз само за студентите кои студираат во Скопје не би било фер за другите студенти кои студираат во внатрешноста на државата и дека не би ја поддржале оваа иницијатива на советниците од редовите на Социјалдемократскиот сојуз. Бесплатниот превоз за скопските студенти би важел за сите автобуски линии по кои се обраќа јавното сообраќајно предпријатие Скопје, а за бесплатниот превоз ЈСП ќе добива субвенции од буџетот на градот Скопје. Средствата, доколку оваа точка биде усвоена на дневниот ред, ќе се обезбедат од наредниот ребаланс на буџетот на град Скопје. Некаде околу 100.000 евра би коштало ова, бидејќи како параметар беше земен превозот на субвенцијата за превозот на пензионерите, на жичарата и другите субвенции што ги дава градот Скопје на јавното предпријатие за сообраќај Скопје. Дали студентите од следниот месец ќе се возат бесплатно како и пензионерите зависи од денешниот исход на 9-та седница на Советот на град Скопје. Новороденчињата и доенчињата од денеска ќе се прегледуваат на нов, модерен и подвижен ултразвучен апарат, кој Стопанска банка ја го донираше на клиниката за детски болести. Со овој апарат се овозможува испитувања без анестезија. Елизабета Дамјановска. Клиниката за детски болести од денеска ќе овозможи побрза и поефикасна диагностика, благодарение на новиот апарат за ултразвучен преглед, кој е донација од Стопанска банка. Апаратот служи за ултразвучен преглед на мозочните структури кај новороденчињата и доенчињата, преку физиолошките отвори меѓу коските на черепот, како што посочи професор Филип Дума, раководител на оделот за детска неврологија. Новиот апарат е од суштинско значење за најосетливата група на пациенти,
најмногу затоа што благодарение на него од сега без анестезија ќе може да се извршуваат потребните испитувања. Апаратот е првенство сите програми што треба да ги добиеме, има колор доплер кај што може да се проценува циркулацијата и е посветен на доенчињата и новороденчињата каде што може да се направи тој преглед. Методата работиме од 1986. Првиот апарат го добивме како донација од ГТЗ во 95-та година. Не беше на ова ниво, меѓутоа ги врши сосем добро работите. А овој апарат е веќе она што ни треба, затоа што може да го потребиме на повеќе начини. Прво, децата кои што доаѓаат во амбуланта, имаме голем број на пациенти кои што доаѓаат за развојно следење и кои што преку развојното следење ги преценуваме ризиците за појава на оштетување на централниот нервен систем. Прегледот е краток, без, ако ги споредиме другите имиджинг методи, на таа возраст е потребна анестезија, потребна за спивање, одека може да се направи без анестезија прегледот. Трае неколку минути, искусен ехографер може да го направи многу брзо. Може да се сними, да се прегледа после тоа и од непроценлива важност во возраста, во педиатриската возраст. Уште една од придобивките на апаратот е неговата мобилност, така што во иднина истиот ќе биде транспортиран до болничките кревети на пациентите. Користиме и за оделение и затоа што гледате транспортибилен, можеме да го користиме сегде кај што имаме тешко болен пациент. Значи го земаме апаратот, го носиме и прегледот го правиме покрај креветот. Главниот извршен директор на Стопанска банка Диомидис Николетопулос посочува дека на овој начин со донации се приближуваат рвните медицински инструменти кон пошироката јавност, а во случајов од апаратот за ултразвучен преглед бенефит ќе имаат околу 1200 дечиња годишно. Измена на целокупната регулатива за заштита на личните податоци и построго регулирање на почувствителни податоци, меѓу кои се и биометриските, е целта на денешната работилница за заштита на биометриските лични податоци при нивна обработка. Секоја компанија која сака да воведе систем за собирање на биометриски податоци треба да се пријави во Дирекцијата за заштита на лични податоци. Домашни експерти и експерти од надзорните органи за заштита на личните податоци од Германија, Ирска, Велика Британија и Словенија дискутираа за искуствата во примената на законите за заштита на личните податоци во однос на обработката на биометриските податоци, нивно собирање за безбедносни цели и издавањето на дозвола за обработка на биометриски податоци. Целта на денешната работилница за заштита на биометриските лични податоци при нивната обработка, која е во организација на Дирекцијата за заштита на лични податоци, со поддршка од инструментот за предпристапна помош ТАИЕКС, е да се видат сите практични примери и да се воспостават некои параметри за тоа што ќе се случува во иднина во оваа насока. Актуелно кај нас и во Европа е измена на целокупната регулатива за заштита на личните податоци и построго регулирање на почувствителните податоци, меѓу кои се и биометриските, како што се отпечатоци од прсти, гласот и начинот на движење. Сите снимки и обработка на биометриски податоци треба да биде врз основа на закон, а не можат само иницијативно да се собираат и обработуваат ваков вид податоци. Дирекцијата за заштита на лични податоци до сега има забрането собирање на биометриски податоци во 2 државни институции и 1 факултет, но постојат примери каде што имаат дадено одобрение за ваков систем, а тоа е на аеродромите и неколку банки. Но тоа сепак не е за сите, туку за одредени вработени лица во институцијата. Законот за заштита на личните податоци е децидно наведено дека секоја обработка на биометриските податоци која што нема законска основа треба претходно да се пријави во дирекцијата и да се добие од нас одобрение за тоа да се случи. Она што го имаме забрането, да кажеме, се токму овие појави на евиденција на работното време во 2 државни институции и исто така на 1 факултет каде што учениците, односно студентите влегуваа во библиотеката со целосен отпечаток од дланката, што според нас беше преобемно собирање на податоци и воопшто веќе тој систем не функционира. Меѓутоа, од друга страна, постојат и некои примери каде што имаме дозволено да се соберат биометриски податоци од вработените, меѓутоа само онаму каде што има потреба од воспоставување на безбедносна зона, како што се да речеме аеродромите, во неколку
толку банки, меѓутоа тоа не значи дека отпечатоците од прсти се собираат од сите вработени, туку точно се знае од кој вработен кој што реално има пристап до таа безбедносна зона, може и да се собере ваков податок. Меѓутоа сепак остануваат да важат правилата дека секоја компанија на која што и ќе дозволиме вакво нешто мора многу строго да ги почитува сите правила, односно да речеме доколку се случи некој од тие вработени утре да го напушти работното место, тогаш веднаш тие податоци треба да бидат уништени и повеќе да не се чуваат. Во Дирекцијата за заштита на личните податоци, компаниите најчесто барале да им се овозможи да воспостават системи за собирање отпечатоци од прсти, за да имаат евиденција за работното време и присуството на вработените, што не е согласно законот, а секоја обработка на биометриски лични податоци треба да се пријави во Дирекцијата. Наведено е во Законот за заштита на лични податоци. Од утре до недела на Скопското кале под покровителство на град Скопје по 6-ти пат во Скопје ќе се одржи гурманскиот викенд со пиво Пиволент 2013. Сите љубители на пивото на овогодинешниот фестивал ќе може да дегустираат околу 40 видови пиво, домашни и странски, како и да уживаат во големиот избор македонска традиционална храна од 10 различни ресторани. Оваа година фестивалот ќе има 3 стејџа со различен тип на музика. Организаторот на оваа традиционална манифестација, Пане Демов, потенцираше дека годинава љубителите на пивото ќе имаат можност да дегустираат пива од македонски производители, но и онакви кои немаат можност да ги дегустираат секојдневно од производители од поблиските и подалечни земји, неизбежните германски, чешки пива, како и пива од Англија. Фестивалот на пивото Пиволент годинава на барање на посетителите се пресели повторно на Скопското кале, а како и секоја година досега, така и ова акцентот го става на македонските пива, македонската храна и македонската музика. Цените на пивата ќе бидат навистина достапни. Македонското пиво во чаша од 0,4 литри ќе чини 40 денари, лименка од половина литар 50 денари, додека најскапите и ексклузивни странски брендови пиво ќе чинат околу 200 денари. Веќе неколку години поред во рамки на 5 фестивалски вечери функционира и катче каде што луѓето може да се забавуваат играјќи повеќе маалски игри, како табла, шах, Texas Hold'em покер, пиво-понг, нелути се човече, фудбалчиња и друго. Влезот на фестивалот, како и секоја година, така и ова е бесплатен за сите посетители. Традиционално и оваа година фестивалот ќе биде под покровителство на градот Скопје. Препораката од фестивалските организатори до сите посетители на Пиволент 2013 е да ги одморат своите возила и да дојдат со градски превоз, пеш или со велосипед, да консумираат одговорно и да уживаат во вкусот на различните пива, вкусната храна и добрата музика. Во населбата Триангла започна турнирот во мал фудбал 8 септември, на кој учествуваат 60 на екипи од општина Газибаба и од општините во градот Скопје. Турнирот се одржува традиционално 6-та година во низа, а свечено го отворија градоначалниците на општина Газибаба и град Скопје, Тони Трајковски и Коце Трајановски. Прилог на Томислав Атанасовски. Општина Газибаба, согласно програмата за спорт за теконата година, овој период организираше голем број турнири во мал фудбал. Некои завршуваат, некои доправа почнуваат. По повод независноста на Република Македонија во населбата Триангла започна турнирот во мал фудбал 8 септември. Деновија започнавме и со традиционалниот 8 септемвриски турнир кој што го организираме традиционално секоја година, оваа година 6-та година поред во населбата Триангла, на кој што оваа година ќе учествуваат околу 60 на екипи. Ова е еден од поголемите турнири кои што се одржуваат на територија на градот Скопје. Овој турнир го започнаме со еден ревијален надпревар помеѓу ветераните на фудбалскиот клуб Вардар и спортските работници од општина Газибаба. Турнирот свечено го отворија градоначалникот на општина Газибаба Тони Трајковски и градоначалникот на град Скопје Коце Трајановски. На свеченото отворање ревијален надпревар одиграат тимовите на локалната самоуправа и спортските работници и легендите на ФК Вардар, кој заврши со победа на тимот на легендите на ФК Вардар. Турнирот ќе трае 3 недели, а во него учествуваат дури 60 екипи од општина Газибаба и од општините од градот Скопје. Покрај овој турнир, по повод 22 годишнината од независноста на Република Македонија, на територија на општина Газибаба се одржаа бројни спортски манифестации. По повод Денот на независноста, општината организираше голем број на спортски активности. Најнапред започнавме со Open Fun, со вклучување на околу 200 ученици, дечиња од нашата територија, кои што беа неколку дена на терените на игралиштето во
населеното место Трубарево. Потоа во основните училишта се организираат турнири на кои што учествува учениците од 11 основни училишта. Имаше турнир во мал фудбал за машки и во одбојка за девојчиња. За сите победници беа обезбедени соодветни награди, како што напоменав, во чест на одбележувањето на празникот 8 септември. На плоштадот во автокоманда исто така се организираше Open Fun, отворени забавни фудбалски школи, на кои што исто така имаше голем број на дечиња од нашата територија. Посебно сакам да истакнам овдека беа присутни и децата од најмалата возраст. Турнирот во мал фудбал Љубанци 2013 на кој учествуваа 67 екипи заврши вчера вечер, а беше организиран во чест на загинатите бранители од 2001 година Гоце Чанкуловски и Томе Бадаровски. Најуспешно на турнирот беше екипата Дармар од Бутел, второ пласирана екипата од Побожје, а трето пласирана екипата од Лисиче. Андрејана Димитриевска. Заврши турнирот во мал фудбал Љубанци 2013, организиран во чест на загинатите бранители од 2001 година Гоце Чанкуловски и Томе Бадаровски. На турнирот се надпреваруваа 67 екипи. Средствата од котизациите за учество донирани се на двете семејства, Чанкуловски и Бадаровски по 45.000 денари. Инаку за трите најуспешни екипи беа обезбедени вредни награди, пехари, златни, сребрени и бронзени медали, како и 3 парични награди од 90.000 денари за првопласираната екипа, 50.000 денари за второпласираната екипа и 30.000 денари за третопласираната екипа. Најуспешна на турнирот беше екипата Дармар од Бутел, второпласирана е екипата на Побожје, а третопласирана е екипата на Лисиче. Наградите на најдобрите им беа врачени од градоначелниците на град Скопје и општина Бутел, Коце Трејановски и Петре Латиновски, како и од директорот на Агенцијата за вработување Владко Поповски. Турнирот во мал фудбал Љубанци 2013 беше масовно посетен, а финалните надпревари беа проследени од 3.000-ната публика во општината и пошироко. Малопродажните цени на бензините од ноќаска на полнок се зголемуваат за денари половина, а дизелот за 2,5 денари за литар. Според одлуката на Регулаторната комисија за енергетика, новата цена на Евросупер 95 ке изнесува 83,5 денари, на Евросупер 98 85 денари, а на Евродизелот 73 денари. Малопродажната цена на екстра лесното масло за домаќинство се зголемува за 3 денари и ке изнесува 62 денари за литар. Се зголемува и цената на мазотот кој ќе се продава по 42,774 денари за килограм. Просечната цена на суровата нафта на светскиот пазар во изминатиот 14-дневен период изнесуваше $115,3 за барел и е за 3,9% повисока од просечната цена на суровата нафта. Курсот на денарот во однос на доларот во изминатиот 14-дневен период изнесуваше 46,3 денари за долар и е за 0,59% повисок од курсот на доларот по кој беа формирани цените. Заврши 38-то европско кошаркарско првенство за Македонија со последниот пораст од Летонија со 76-66. Го освоивме 21-то место на шампионатот. Спортските вести ги гледаме веднаш по рекламите.